Али дома се твоите бе? А ти шо мислиш? Шо да мислим? Драги гледачи, добар ден! Ето, по 678 пут во вашето обилено ТВ шоу за хемија, повторно со вашиот скапоцет професор доктор Биле Паника, тоест јас, и Бојата Балекос. Ето, по 678 пут ќе имате прилика да се едуцирате од областа на хемијата за сие хемиски елементи, периодични системи и така натаму. Вие и понатаму може да ми пишуете на мојот имейл, може да поставувате и прашања, па ја може и че ви одговорам. И така. Денеска, иначе има посебна чест за тоа што ќе ви образложиме, све ќе имаме еден хемиски, ќе направиме една хемиска анализа на жена. Значи, хемиски елемент жена. Хемиски символ ПЧ. Ето, може да видите таа у периодичниот систем би дошла негде овде испод олово, испод блу, значи ПБ, ПЧ. Да имаме, нејзе ја открил Адам, уште многу оддавна, али во официјалните белешки се користи ол како изумител, значи Адам. Оптималната тежина на жена е негде околу 60 килограми, меѓутоа во природата има разноразни изотопи кои што може да варираат измеѓу 40 до 250 килограми. Жената, како хемиски елемент, најмногу е застапена во урбаните населени места и тука е има многу голем број, особено у Република Македонија, меѓутоа хемиски чисти својства жената задржува во руралните, што се овие селски места, високите брдски предели и слично со изводредни хемиски чисти својства. Физички својства на жена. Па видите вака. Жената може да се најде у сите агрегатни состојби. При то може да соврие од еташка, така, да соврие, од да може да се заледи, да се олади без некоја причина и од да се топи уз одговарајучи пажња кој ќе се посвети све, од да се топи. Иначе самата површина на жената, ода е обично премажена со разни бои, шминки, помади, креми и така. Това е што се однесува до физичките својства. Хемиски својства на жената. Видите, тоа многу интересантно хемиско својство е тоа што она извънредно се спаја со злато, ода со сребро се спаја, ода се спаја извънредно со други племенити и полуплеменити што са метали, ода исто извънредно се спаја и со диаманти и со други драги камења. Исто така од хемиски својства е интересантно тоа што она има способност да абсорбира огромна количина на скапи материјали, исто да може да експлодира без упозорење, без некоја предходна најава, што е ода исто е карактеристично тоа што она не се раствара у вода, значи може и да се паѓа. Жената е најидеален, најпознат хемиски елемент што упија пари и ода све тоа, и најкарактеристично е тоа што многу ретко може да се најде у чиста форма у природата. Жената као хемиски елемент најчесто се употребува за украс. Това е и тоа особено у некои така скупоцени вили, скупи аута што са. Она е одличен медикамент као лек за релаксација се користи, али најкарактеристично е тоа што она е извънредно средство за чистење. Тоа е најчестата употреба на жена. Па од експерименти што се вршени на жената, например, докажано е дека она може да поцрнени ако се затекне без амбалажа или многу лесно може да позелени ако се стави поред бољи узорак што е од неа. Пазите, жената е многу опасен хемиски елемент. Исклучиво мора да се употребува само од врвни стручњаци кои што имаат одговарајучи
алат што одговара на жената, инаку според законот е забрането да се има повеќе од една, мада во праксата се случува и тоа, може да се поседуваат повеќе, при тоа мора да се пази тие повеќе жени да се држат на различити локации и исклучиво е важно да не се дојде во ситуација да се дојдат тие во директен допир едната со другата. Ете, драги гледачи, заврши и ова шоу телевизиско од областа на хемијата со други хемиски елементи и други хемиски созданија во понатамошните емисии. Пријатно!